Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Како што ви беше најавено, вечерва гостин во студиото е подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Господин Николовски, добро вечер и добро дојдовте. Благодарам на поканата, добро најдов. Поминаа неколку месеци од вашето последно гостување и вообичаено јас еднаш или два пати во годината ги повторувам гостите, не и почесто, но мислам дека актуелноста на политичката ситуација бара од нас една подетална анализа. Повторно ве повикав затоа што со вас последниот разговор го завршивме со анализа на договорот од Преспа и најавата на она што ќе се случува на референдумот. За да дојдеме до сите актуелности денеска, еве постреферендумски што се случи, едно ваше размислување за да почнеме со најактуелните работи со да дојдеме до гласањето во парламентот. Па прво благодарам на поканата и благодарам на таа емисија затоа што ми дадовте простор прв пат во македонската јавност на еден толку експлицитен, но во исто време широк начин да се објасни договорот. Тогаш член по член го објаснивме договорот, практично правно го отворивме договорот и до денешен никој не дал одговор на таа емисија, односно никој не успевал да се спротистави на тезите кои што ги имавме во таа емисија. Мислам дека една од причините беше затоа што не сакаа да излезе на виделина вистината околу договорот, но сум среќен што македонскиот народ тоа го препозна и едно големо мнозинство кое што одлучи да биде тивко покажа што мисли за тој договор. Што се случуваше? Само за волја на вистината, Бранко Геровски од позиција го бранеше тој договор овдека и беше единствен кој застане, излезе, имаше храброст и си кажа. Такви му беа тезите какви што му беа, колку му држаа, тоа е сега друга работа, но точно е дека после вашето гостување никој не прифати да дебатира. Дури насам, не во дебата да се расправа со вас, туку значи беше поканети врвни луѓе од владата на Република Македонија, учесници во Преспанскиот договор, никој не дојде да ги образложи и да дебатира за точките од договорот. Јас почитувам различно мислење, но факт е дека никој не спротистави различно мислење. Дури на два дуели кои што ги имавме со врвни представници на владата, тоа е подпредседател на влада и министер за одбрана Штилинска и најодговорниот за договорот, Никола Димитров, министерот за надворешни, ни еден аргумент не дадоа по однос на договорот. Имаше ни општи флоскули, политички тези и така натака, но никој не успеа да ги побие тие тези по однос на договорот. Мене ми е жал што моите тези се вистинити, да бидам искрен, не сум многу среќен што моите тези се вистинити, затоа што е лошо тоа за државата. Имаме лош договор, но таа е вистината. Сега што се случи од тогаш до денес, да се вратам на прашањето. Прво мислам дека имаше цело лето можност народот да се увери за што се работи, затоа што имаше една лажна пропаганда. Паралелно ни се случи една невидена кампања во досега македонски размери и финансиски, и на начинот на кој што се водеше, и по однос на напад на сите сетила, но и притисоци кои што постоја. Видовте дека цел свет се изврти овдека и дојде практично да го подржи референдумот. За на крај тоа целосно да колабира. Официјалната излезност да е некаде околу 36%, а реалната да е некаде околу 30%, имајќи предвид колку се наполнија кутии во попланевните часови, зашто ние излеговме со податоци и со бројки. Така што дури тој обид да се силова волјата на народот не помина и најголемиот дел од народот, особено од македонскиот народ, реши да остане дома. Нашите анализи и проценки се дека не повеќе од 15% од етничките македонци излегува на референдумот, што значи 85% одлучија да останат дома, што јасно е, зборувам само за етничките македонци, што јасно ја покажува волјата на македонскиот народ, затоа што овој договор првенствено се однесува на македонскиот народ, се однесува и на сите кои што живеат во држава, но етничките прашањето за името се директно поврзани со македонскиот народ. Алудирате дека и гласачите на СДСМ дел бойкотирале од... Па апсолутно, ако ги видите по бројките... оваа математика така би испаднало по вашо. Еве да одиме малце со бројки. На избори од прилика излегуваат околу 1.200.000 гласачи, плюс минус, зависи од изборите. Да речеме 2016 излегува 1.190.000. На овој референдум излезноста беше официјално соси наполнето околу 650.000, без наполнето беше испод 600.000.
Што значи имаме една цела дупка од 600.000 гласа. ВМРО-ДПМНЕ во најдобрите своји години имал 483.000 гласа, а на последните парламентарни избори во 2016 година имаше 455.000 гласа, што значи дури и теоретски никој од ВМРО-ДПМНЕ да не излегол, а имаше дел луѓе од ВМРО-ДПМНЕ кои што излегоа, кои што се во овие 37 до 40.000 против, кои што беа силно притиснати и уценети заради своите работни места во јавната администрација и така натака, но теоретски да речеме и никој од ВМРО-ДПМНЕ да не излегол, пак има една добра дупка од 150.000 гласа, а кога ќе ставите и овие против е околу 200.000 гласа, што покажува дека не беше само ВМРО-ДПМНЕ, односно гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, тие кои што решија да останат дома, туку и се еден сериозен број на гласачи на СДСМ решија да останат дома и затоа јас велам дека едно тивко мнозинство на крај излезе многу гласно, затоа што тивко, а сепак гласно се протистави на договорот. Но се во ова помина како што помина, референдумот беше консултативен, они ја искористија и рекоа дека неизлезеноста не значи дека е тоа и негирање на ставот и неприфаќање. Едноставно тие што излегоа и гласа, они рекоа некои си 600.000, дека се тоа луѓе кои гласале за преспанскиот договор, дека ние мора да продолжиме понатаму. Рековте дека многумина од светските државници се истопотарија овдека во Македонија, се извинувам, ја го употребив тој збор да не ви го ставам вас, дојда овдека да не убедат да гласаме за ова, дека е добро за нас. Откако се во ова дојде, ова се случи на гласање во парламентот за кое сега се надевам ќе го изанализираме убаво, да ни биде малце јасно, бидејќи зборам од името на гледачите, има многу конфузија околу ВМРО-ДПМНЕ и целава работа. Сите го поздравија. Меѓународна го поздравува. Американци, руси, кинези, французи, марсовци. Значи, нема кој не го поздрави овој договор. Едно време ме замисливте кога ми велевте, да, види, они разбрале, соседите се караат, се договориле да се смират, ама не знаат што носи договорот. Ја не можам да поверувам дека Стејт департментот не знае што прави Калето и дека Бейли сам на своја рака одлучува да прави. Ја мислам дека е тоа една дел од една голема игра сме и дека е решено тоа што е решено. Сега harm reduction, мене ми се чини дека ние се наоѓаме во ситуација harm reduction, дај да се спаси што може да се спаси. Ја може би звучам малце дефетистички, не е во ред како новинар да го кажувам ја мојот став, но би ве молел, го кажувам ова за да ви инспирирам да ми образложите, сакам да го слушнам вашето размислување. Па по однос на поддршката на меѓународната заедница не би сакал да релативизирам, но е факт дека меѓународната заедница секогаш застанува позади договори кои што решаваат спорови. Еве од соседството, веројатно до пролет има договор помеѓу Србија и Косово, така оди работата. Ќе видите дека сите истите кои што го поздравија договорот помеѓу Македонија и Грција ќе го поздрават и со истиот интензитет, без разлика на чија штета ќе е тој договор. Имаше договор помеѓу Албанија и Грција по однос на разграничувањето на границата. Сите го поздравуваат, иако е на штета на Албанија, и ја притискаат Албанија да го прифати. Имаше договор помеѓу Словенија и Хрватска за Пиранскиот залив. Никој не навлезе во деталите, сите го поздравија и тој договор. Што ми е поентата? Интересна оваа споредба. Да. Поентата ми е дека каков договор ќе составите зависи од тоа кој е вашиот капацитет и каква дипломатија имате и пред се колку се трудите. А кога ќе го составите, тој договор е можеби не природно, но е за очекување да го прифати меѓународната заедница затоа што вие сте се потпишале на тој договор. Ако кај нас се потпишал министар за надворешни работи и премиер, отишол таму, вади кравата, му ја дава на другиот премиер, што да прават? Ја му ја вратат назад краватата? Така што, за жал, на Македонија, јас споменав и претходно, од наша страна беше ангажиран прво 0 па 1 експерт, од Грчка беа ангажирани 60 експерти и стигнавме до договор, како што стигнавме да не преговараја нашите, ќе имаја подобар договор од овој, затоа што тие дојде време ќе се декласифицираат многу документи, па ќе можат овие кои што не гледаат сега да малце појасно ги разберат работите. Во јануари месец стигна последниот предлог на Метју Нимиц како специјален пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации. Јас си напишав една колумна за 4 грешки на македонската дипломатија како стигнавме до овде.
Тој предлог на господинот Нимец, барем споредено со предлозите кои што јас сум ги видел, аз сум видел неколку предлози, е најлошиот предлог кој што јас сум го видел воопшто. Тој предлог е минимум 3 пати подобар од овој договор. Ќе споделам само на што можам имајќи предвид дека има законски ограничувања. Прво, тој предлог на Нимец беше страна и четврт. Значи една цела страна и уште четврт од втората страна. Овој договор е 22 страни. Го донесовте, го видовме, го имам уште. Тој предлог на Нимец се однесуваше исклучиво на името, на идентитетските прашања и на опсегот на употреба. Овој договор се однесува уште на десетици други работи кои што немаат врска со името. Во тој предлог на Нимец немаше директна промена на устав како што имаме сега. И сега се поставува логично прашање како се стигна до овде. Првата грешка беше тоа што се напушти форматот на Обединените нации. Затоа што форматот на Обединените нации секогаш е покорисен за малите држави и затоа се создадени Обединетите нации да ги штитат по малите држави од посилните држави, затоа што колку и да не сте исти, добивате таму исти третман. И затоа имаше преговарачи од двете страни кои што беа третирани исто на амбасадорско ниво и имаше посредник. По напуштањето на форматот почнаа директни преговори помеѓу министрите за надворешни работи и помеѓу премиерите. Кога министер за надворешни работи и премиер најспособен да е, а нашиот се далеку од тоа, на 6 пати помала држава, ќе седне да преговара со министер за надворешни или премиер на 6 пати поголема држава, резултатот е од старт познат. И тоа е губиток за помалата држава. Понатака, нашите толку, односно не би можела да речам нашите, туку актуелнава влада, толку многу се понижија, да ние дојдовме до ситуација да Заев го моли Ципрас да слават заедно Нова година, па овој го откачи и си отиде во Белград да слави Нова година и го остави премиер на држава да слави заедно со градоначалник на град. Се извинувам. Нема проблем. Малку Лайвстрим. лайвстримот го контролирам, се извинувам, не можам да ги прочитам бидејќи во моментот идат на YouTube и пораки, не можам да ги исконтролирам во моментов дали има пристојни. Ќе ја замолам режијата, ако има нешто вулгарно, нека ги тргне на страна, да го зачуваме дигнитетот. Сепак на мрежите има се и се што. Се извинувам што ве прекина во мислата, морав малце да го исконтролирам и тоа. Благодарам. Значи поентата ми беше дека ние како држава стигнавме до овдека заради најмалце 4 грешки кои што се случија, ќе ги набројам кратко. Прво беше објавувањето на нелегално прислушуваните разговори. Не е толку голем проблем тоа што се објавиле, колку што е поголем проблем што вие како држава ги уривате основните темели кога јавно на телевизија дозволувате премиер, министри и сите највисоки раководители да им се слушаат приватни разговори. Како очекувате другава страна да ве почитува кога вие покажувате дека немате систем внатре? Јас разбирам дека тогаш Заев и опозицијата сакаат да дојдат на власт, ама во секоја битка за власт има одредено ниво кое што не се поминува не заради вас, заради државата. Тоа беше првата грешка. Втората грешка беше овој поданички однос кој што владата и Заев го имаа кон грчката влада и брзањето по секоја цена да се стигне до договор во јуни. Зошто сакаа да стигнат до договор во јуни? Затоа што се надеваја дека на крајот на јуни ќе отпочнат преговори со Европската унија. Како што видовте, на 17 јуни беше потпишан договорот во Нивици, веќе на 29 јуни Европската унија не даде датум за почеток на преговори, затоа што им кажа, момци, вие можете 10 пати да си го смените името, се додека не испорачате во клучните области и немој да мислите дека не ве гледаме што правите, вие датум за почеток на преговори не добивате. И еве денес кажувам, нека остане запамтено, дека доколку продолжи власта се однесува вака, особено во делот на правосудството и в година, без разлика во која фаза на имплементација тие договорот од Преспа, нема добија датум за почеток на преговори со Европската унија втора година со ред. Третата грешка беше напуштањето на форматот, кој што веќе го спомна во Обединетите нации, и четвртата е клучна и круцијална, прифаќањето на промена на Уставот на Република Македонија. Тука беа класично изиграни Заев и Димитров. Прво им се пушти јадица со предлогот Илинденска Македонија, кој што им изгледаше симпатично. Ние на лидерска средба ги молевме да не го прифаќаат, не заради предлогот, туку заради промената на Уставот.
Затоа што им кажавме еднаш кога ќе профатите промена на устав нема назад. И за жал тоа се случи, излезе. Во која смисла нема назад? Не можете после да се вратите назад во следниот предлог да немате промена на устав. И тоа се случи. Значи Заев излезе заедно со Ахмети и дадоа изјава, онаа позната изјава јас сум спремен да водам, представувајќи дека сите претходно биле глупави и не знаеле да договорат таков предлог, дека тој е сега најпаметен и договорил таков предлог кој што изгледаше бенигно или Денска Македонија. Но малиот проблем е што ќе има промена на устав. 2 сати после таа пресконференција, грчката влада му напиша соопштение и му рече: "Благодариме многу што вие сте првиот премиер", па не му напишаа во заграда доволно наивен, кој што прифати да оди со промена на устав, работа која што на никој претходник твој, без разлика од која политичка партија бил, не му паѓала ни на крај памет да ја направи. И после тоа беше само техника да грците стигнат до Северна Македонија. За овие 4 грешки треба да си понесе владата Заев и Димитров не само политичка одговорност, туку во едни променети нормални услови, на едно слободно судство и кривична одговорност затоа што работеле против националните интереси на Македонија. Сето тоа се заврши, стигнавме до каде што стигнавме и ги гледам дека не престануваат со силување на македонскиот народ. Односно, пропадна референдумот, моје очекување беше дека тука ќе се повлечат, наместо тоа, тие трнаја прво во притисок на своите пратеници, затоа што да не забораваме, 80 пратеници гласаја, од нив 72 се на СДСМ и албанските политички партии. Па имаше луѓе таму кои што размислуваа дека ова е лошо, од типот на Ферин Мухич, на една пратеничка од СДСМ од Битола и така натака, да не им направам проблеми на луѓето вака јавно да ја кажувам, па си има дополнителен проблеми макар внатре во СДСМ. Прво ги притиснаја своите и после тоа низ механизмите на конструирање на случаи кои што ги правеа и преку 27 април и преку СЈО, да притиснат и други пратеници како би стигнале до бројката, мислејќи дека на тој начин ќе завршат работата, а им се случува комплетно обратното, да има еден силен отпор од народот против оваа работа и да се доведат во ситуација да имплементираат работа која што никој нема да им ја применува и почитува. Ја гарантирам дека после ова и оние 600.000 кои што излегоја нема да се согласат да користат новото име без разлика Заев до кај ќе стигне во имплементација на истото. Тоа е ефектот од ова што го направи. Вака. Кога ги говорите политички, многу ви ова коректно звучи, она што го имаме на терен ве демантира. Во која смисла? Како партија, не како лично збора. Значи, ви се обраќам како партија ВМРО-ДПМН. Да почнеме само накратко зошто ова го кажу. Од погрешните, непогрешните, лошите податоци или добрата манипулација која ве извршена од изборите. Кога кај мене еден мој колега новинар и уредник маваше на маса, вика, нема албанец кој ќе гласа за СДСМ, па гласаа сите, па се направи што се направи, па се очекуваше фијаско на локалните избори, победија страшно. Значи, успеа. Пиар, не пиар, тајни служби, жолти комбиња, успеа. Успеа дури во тоа, овдека беше господинот Јанушев, вашиот генерален секретар. Со него разговаравме. Човекот е многу тврд орев, не можев да извадам надвор од онаа политичка рамка. И вие сте тука нешто слично, не се опуштате и не може човек да ве лесно да ве однесе на лизгачки терен, сами да се малци изимпровизирате. Но, запомтив што ми рече, емисијата една јутро. Ја вика ги знам моите луѓе. Јас сум убеден како ќе гласаат они во собрание. Во собрание ви се случува 8 пратеници на ВМРО-ДПМН да гласаат за ова, зашто ВМРО-ДПМН се колнеше дека нема да се случи. Гледачи кај мене се јавуваат. Предавници сте, не сте предавници, дека е тоа театар, станувањето, искачањето, не знам, бил Владко, те Петко, те Станко, те ова, те она. Ај за самото гласање, за 8-те, кажете ми, мене ми е тешко дека да сватам и да поверувам дека една партија, како ВМРО-ДПМН, со аналитика која ја имате, да не знаете што ви се случува во самиот двор. Или е тоа, а попрво ќе речам, не само што знаете, не само што имате развиено една машинерија, една добра обавештајна аналитичка служба во смисла не безбедноста, туку анализи на ситуацијата, многу добро знаете, луѓето, па дури еве и јас, интуитивно викам,
Ovo je некој договорен театар. Просто ми е неверојатно 8 души мене дома да знам дека се притиснати, изработени и дека тоа така ќе биде. Ај малце објаснете ми ја ситуацијата со гласањето во парламентот. И ова, која ќе завршите со све, обратете се на ова. Целиот фокус се 8-те предавници, ВМРО ДПМН е предавник, а не 70 кусур кои гласале за ова, кој го подпишал договор. СДСМ феноменално работи на терен и пиар. Толку ќе заклучам. Ај, од крајот, па ќе се вратам, не го избегнувам и второто прашање, напротив. Она што е факт во целиот изминат период од почетокот на интензивните преговори со Грција до денес е дека СДСМ води паралелно 3 скапо платени кампањи. Првата скапо платена кампања е да се ги убеди своите дека ова е добро, што е нормална и ја прави секоја партија. Втората кампања е да неопределените ги убеди дека може би ова не е најдобро, ама таа ни е судбината, нема избор, тоа е тоа, мора вака. И третата, најинтензивна, е да ја убеди јавноста дека не се тие на власт, дека е ВМРО ДПМН на власт. Значи, разговарајте со луѓе, јас разговарам интензивно сум помеѓу народ, сите прашуваат за потезите на ВМРО ДПМН, а ВМРО ДПМН е веќе трета година во опозиција. Значи, ние влегуваме во трета година опозиција, а сите ни се обраќаат нас како да сме на власт. Никој не зборува за пратениците од СДСМ, од Штип, од Кочани, од Струмица, Гевгелија, Битола и така натака. Сите зборуваат за 8 пратеници на ВМРО ДПМН. Никој не зборува дека овие 72, ај албанците да ги тргнеме на страна се 20, остануваме 52. Не ветија на изборите на кои што беа избрани дека ќе осменат уставот. Па Заев кажуваше додека дишам, да не го имитирам сега со тој смешен негов настап, дека додека дише, додека постои, дека нема да прифати промена на уставот и дека мисли дека нема македонец што би прифатил промена на уставот, македонец политичар. И тој беше првиот и засега единствен кој што прифати промена на уставот. Значи, класично ги излажаа граѓаните, ама паралелно ја фатија оваа кампања и целиот фокус се насочи кон ВМРО ДПМН. За жал, во таа кампања, еве видовте и затоа презедовме чекори пред една недела, им помогна и врвни поранешни функционери на ВМРО ДПМН, и не само функционери поранешни, и интелектуалци блиски на ВМРО ДПМН и одредени ваши колеги. Ама да не ги збориме сега општи, тие не се никој општо. Тоа е Мијалков, тоа е... Треба да ви избегам одговор на претходно прашање, иначе имаме време, ќе и фатиме. Океј. Кој што направија еден конгломерат, кој за пари, кој под уцена, кој заради двете, кој што решија да ја поддржат целата ова работа за жал. По однос на гласањето. За мене тој петок, 19 октомври, е најтежок ден откако се занимавам со политика. Зошто? Вие со возрасен човек можете да се разберете само со убав збор. Значи, ако јас вас нешто ве прашам, вие мене ми одговарате. Имајќи предвид дека пратеник е исклучително висока позиција и дека луѓето кои што се пратеници имаат солидни биографии, вие им верувате на зборот. Плюс не се луѓе кои што вчера дошле во партијата, па не се знаеме, па ќе се запознаваме. Со сите луѓе беше разговарано и на координација на пратеничка група заеднички и посебно со исклучок на трите пратеници кои што беа во домашен притвор, затоа што физички не можеше да се разговара со нив, затоа што дали во ефективен или во домашен притвор. Притвори има правила и да не навлегувам тука, да не им ја влошувам дополнително состојбата. Со сите останати, значи 40... Уште сте фини да не им ја влошувате овакво, а ве расчукаа како мали деца и пред се човек, како да ви кажам. Ама не знам што се ракавициве. Стварно не ве разбирам. Со останатите 45 имаше, па да не претерам, секој ден координации, комуникација, средби и така натака. Никој од нив, ама буквално никој, не кажа дека ќе гласа. За мене ќе беше почесно да дојдеа, да кажеа, луѓе, мислиме дека работата е ваква, дека договорот е добар
и ние би сакале да гласаме. Тоа е многу почесен однос, отколку да се лаже партијата, еве раководството го трниме настрана, небитно е да се лаже партијата. Најдобар доказ за тоа е дебатата за потребата за измена на устав почна во понеделник, а гласањето беше во петок. Во понеделник, со исклучок на тројцата пратеници кои што беа во домашен притвор, кои што беа пуштени четврток и петок, сите останати 5 кои што гласаја за уставните измени од ВМРО-ДПМН, гласаја против усвојување на дневниот ред. Значи, во понеделник гласаат против, а веќе во петок гласаат за, што логично поставува прашање што се променило во овие 5 дена. Во тие 5 дена се промени тоа што го кажа Иван Стоилковиќ, за жал, собранието ни се претвори во сточен пазар. Односно, Заев и Камарилава околу него ги употребија најниските и најдолни методи на притисоци врз луѓе пред себе рекол, па потоа функцијата која што имаат пратеници, за да стигнат до бројката и за жал стигнаа до истата. И тој срам, и тој товар не само на овие кои што гласаја, туку и на тие кои што ги користеа тие средства и методи, ќе им тежи цел живот. Цел живот ќе им тежи апсолутно, затоа што враќање назад за нив нема, не можат тие да си го исперат сега образот, откако го направија ова што го направија. Тие не само што ја ги гледав нивните настапи, значи само што го направија тоа, прво излезе министерот за внатрешни работи кој рече безбедноста им е гарантирана. Втора работа веднаш побара и отидоа на телевизии, на провладините медиуми да се објаснат. Ако ја разбрав Елизабета Канчевска-Милевска, она повикуваше на единство. Значи, нејзе била намерата да се обедини и она тоа го направила заради обединување и толку можев да разберам искрено да кажам. Неверојатно ми е, тешко ми е да прифатам, ја не знам и како ќе биде, неверојатно денојеве кога ќе отворам телефон, сигурно и ќе го чујам впечатокот од луѓето, но тешко ми е да поверувам дека тука е нешто одиграно во тие 5 дена, а не е играно од многу порано. Например, Канчевска-Милевска, која го доби орденот за заслуги од италијанската држава 2016 година. Не отфрлам. Значи, имам една работа како само да кажам, пазете, господине Николовски, теорија на заговор, мене па илуминати и така натаму и интригантен така. во одговоров. Значи, во целата Она што мене работа. ми е интересно, малци јас да бидам интригантен, е што пак се фокусираме се на пратеници на ВМРО-ДПМН, но да речеме дека другото го апсолвираме. Ама ова е најголемиот скандал, ова е досега без преседан. Затоа што се да само води таква кампања, ама еве ќе се фокусираме, не бегам. Ајде, добро, демантирајте. Од 8 кои што гласаја, Да. не излегува 8 во јавност, излегува само 2. Така е, Тодоров и Не, Канчевска. Тодоров не е пратеник. Зеки Рамчиловиќ Се извинувам. и Елизабета Канчевска-Милевска. Се поставува логично прашање. Ако е договоров добар, ако пратениците биле убедени дека ова е добро за иднината на Македонија и пред се на македонците како мнозински народ, зашто и останативе 6 не излезат пред јавноста и не објаснат зошто го направиле тоа и дека ова е добар чекор? Напротив, луѓето бегаат и од јавност и од медиуми, затоа што очигледно сакаат нешто да скријат. Иначе, која е логиката да вие, ако јас, например, сум убеден во ова што го зборувам, еве, доаѓам, излегувам. Канчевска-Милевска излезе, отиде на ТВ1 кај Боки. Проблемот кај неа е што има два проблеми. Прво, требаше тоа да го соопшти пред гласањето, па да видевме што ќе кажеш и народот и партијата за тој став. И второ, вака едно исто така логично прашање. Како е возможно луѓе кои што после појавата на бомбите, партијата со стап не можеше да ги извади на телевизија, на било која телевизија, еден збор да кажат за одбрана на партијата или најмалце на себе, затоа што во тие бомби тие беа, не бев јас во бомбите, беше меѓу другото и Канчевска-Милевска која што ја спомнавте. Значи сами себе не излегуваа да се одбранат. Овие медиуми на кои што одат сега им ги уништија и животите и кариерите.
со настапот, безобразноста им влегуваат дома, во фамилија, мислам не физички дома, туку со она што го прави. И сега одат на тие медиуми. Тоа е мазохизам, нема друг израз. Значи, не можам да сватам како е возможно да има такви луѓе кои што одат кај джелатот. Да дали бидеме е практични. стокхолмски синдром, дали е нешто друго, не знам. Политички и ве разбирам зошто вака треба да настапите. И нанесоа штета голема на партијата. Апсолутно. Вие имавте доверба, се чувствувате изиграни од таа доверба. Апсолутно. Ајде да речеме и да останеме на тврдењето, да ви верувам на збор, дека вие како партија апсолутно не сте имале појма за дека ова ќе се одигра. Знаете ли кога не ми стана сомнително? Дека ќе се случи ова. Еве да ви кажам моето мислење. Не е фер, знам дека некои во партијата нема да им се допадне што ова ќе го изговори. Кога на Facebook почнаа некои новинари да викаат браво Перо, браво Станко, браво Владко, што даваа изјави, јас, Владко Ѓорчев, нема да гласам за уставните промени во и така 10, 20, 30 пратеници од ВМРО ДПМН. И мене ми стана, ја тогаш напишав на еден од профилите, викам, ја ќе го задржам правото да се сомневам во ова. И испаднав во право. За жал, ја кој не сум ни аналитичар ни ништо, испаднав во право. Зошто? Затоа што ми беше сомнително. Што сега месец дена од напред? Нели се подразбира логично дека ВМРО ДПМН како опозиција ќе заземе таков став? Од каде сега потребата Владко Ѓорчев или ово или оној да излегуваат дека они немале да гласаат, еве им кажуваме на народот јавно. И да ви кажам, мене ми создаде сомнеш дека се игра некоја многу посложена игранка. Да речеме, Кале, Америка, Германија, дека треба нешто да се изработи овде на терен и ова да го преджвакаме. Времето ќе покаже многу работи, но има една работа која што веќе сега е факт. А тоа е дека во еден сериозен временски период постоеше обид да се внесе раздор внатре во ВМРО ДПМН преку провокации во јавноста и на социјалните мрежи. Па така, се листаја предавници. Ја бев прв пик на драфтот, некаде таму. Со многу вулгарни зборови и денеска. И вашево гостување за мене ваков, таков, со животни не споредуваат. Јас сум апсолутно свесен и знам кои се изворите кои што го прават тоа. Да, до вчерашни големи сојузници на партијата. Јасно ми е многу добро мене. Значи, ја бев прв пик на драфтот. После тоа, кога сите предпоставки за мене излегува комплетно обратни од тоа што се предпоставуваше, веројатно очекува дека ја ќе бидам прв што ќе го поддржи договорот. Не само што не го поддржав, туку благодарение на вашата емисија толку го растуривме договорот што веќе никој правно не можеше да го одбрани, да не зборувам за дуелите со Шетиринска и со Димитров. Пак ја крив. И не сакам да се фалам сам себе. Потоа имаше исто такви текстови за председателот на партијата, па за одредени други членови на раководството на партијата и после се помина кон пратениците. Што беше тука целта? Да се створи недоверба секој кон секого со цел, има луѓе со помало и со поголемо трпение, природно, карактери се, некој со помало трпение да рече па овде има некоја голема работа, што јас ќе се правам паметен, ќе се жртвувам, дај да одам со посилните. Ја признавам дека и ја го почувствував истото. И таков обид имаше и помеѓу пратениците, да дел пратеници се почувствуваат незаштитени од партијата, да дел пратеници се почувствуваат неслушнати од партијата, за дел пратеници се почувствуваат неразбрани од партијата или да имаат преголеми очекувања од партијата. Па така, на пример, Заев им конструира случај 27 или СЈО, апсолутно контролира судство, обвинителство и начин на кој што се пренесува низ медиуми, и после тоа се очекува од партијата, која што е во тешка опозиција, да се спротистави на тоа, а не може да се спротистави затоа што кадијат те суди, кадијат те тужи. Истиот овој кој што им поднесува на луѓето обвинение, истиот ги суди. А за себе нели е невин, затоа што снимкава која што ја видовме евро за брат му, евро за црквата, уствари не постои затоа што судов не ја прифати како валиден доказ. И тоа е таа скапа пропаганда која што ви кажав, која што е платена и која што СДСМ ја водеше во изминатиот период. За среќа или за жал,
веќе сите ја видовме, ја разбравме и повеќе таа пропаганда не поминува затоа што сите се сведоци на тоа што се случи. И последното што би сакал да го кажам, што мислам дека е значајно по однос на тој ден. Можам да зборувам за мене и за барем луѓето од најтесното раководство со кој што бевме дента. Ние тој ден направивме надчовечки напори да таа работа не се случи. Нас ни стана јасно дека нешто може би се случува некаде околу ручек, затоа што седницата беше закажана за 12, се случувало и претходно во собрание, нели ќе закажат во 12, ќе почне 1:30, доаѓаат пратеници од натрешноста, некој задоснил и така натака. Но веќе околу ручек беше совршено јасно дека трнат е лов на пратеници. И беше совршено јасно што прави и како прави Заев. Да ја потсетам македонската јавност. Премиер на држава, било кој, го бира собрание. Не може во клучниот ден за државата и за собранието, премиерот, кој што треба да одговара пред тоа собрание, да е цел ден во собрание и лично да се среќава со пратеници, да им се заканува, да ги оценува или да им дава непристојни понуди. Имате сознанија сериозни дека тоа... Снимки имаше во јавност, каде што самиот тој беше фатен како излегува од собранието од страна на еден медиум и каде што жив го фатија и веќе немаше што да прави, па мораше така да се насмее неприродно и да објаснува дека така бил во собранието цел ден да прати. Имаше ли странски амбасадори во собранието? Моите сознанија се дека немало. Зошто ВМРО-ДПМН како пратеничка група не го напушти собранието? Комплетно. Дали тоа можеше да го спречи? Народот вели дека... Сега ќе ви кажам понос на таа работа. Мислам дека оние кои што беа одлучени да гласаат, што и да направеше ВМРО-ДПМН, ќе гласа и ќе ви кажам зошто со факти. Сакате да ми кажете дека ако излезевте вие како пратеничка група, овие 8 ќе остане? Да, и ќе кажам со факти зошто. Добро. Кога стигна гласањето, беше закажано за 11-12 утрото, стигна вечерта. Во парламентарната демократија нема толку моќ партијата да може да ги искоманда сите своји членови, сепак се тоа слободни луѓе кои имаат право да си одлучат испротивно од партијата и да го направат тоа макар и на штета на партијата која ги делегирала. Ќе кажам нешто ексклузивно за емисија. Не, малце ова го кажувам не заради вас, заради гледачите, они мислат дека под команда сите стануваат и така натаму. Не е баш така. Особено кога сте опозиција. Кога сте на власт, имате поголема контрола на пратениците, затоа што и пратениците се живи луѓе, имаат и по некој интерес, и по некоја барање, по некоја желба и нормално власта има една центрипетална сила која што влечи навнатре кон власта. Кога сте опозиција, освен, како што кажав пред 10 минути, добар збор, немате начин вие да ги убедите луѓето. Се друго би било нелегално и незаконски. Што се случи? Стигна вечерта гласањето некаде 22-23 часот. Се случувало и претходно, особено откако е воведен електронскиот систем на гласање, да се случуваат грешки при гласањето, и ние се посомневавме дека тоа е можно да е и намерна грешка. Односно, вие седите, гласате против, а системот да ви појави дека сте гласале за. Или обратно. Заради тоа, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН на самиот почеток на гласањето побара да се гласа поименично. Односно, да не се користи електронскиот систем на гласање, туку секој еден по еден да каже дали е за, против или воздржан. Тоа се користило во собранието безброј пати, десетици пати. Претседателот на собранието, нелегитимен и избран на начин на кој што беше избран, го одби тој предлог со наоѓајќи некоја дупка во деловникот. Нашите пратеници, за да не им биде злоупотребен гласот, односно да не се случи да гласаат против, а да им појави системот да гласаат за, па место 80 да излезат може би и 90, решија да станат од столчињата, како воопшто не би гласале, со цел никој да не може да манипулира со нивниот глас. За да ги видиме дека сепак не гласаат. Точно. И заради тоа беа нападнати. Да завршам. Добро, се извинувам. Така што тоа што го направија е практично еден вид бојкот,
Добро. Затоа што со тоа што вие не седите на вашето место, практично не сте во собранието. Секој пратеник има место, не е тоа вака корзо па секоја се шета кај сака. Во моментот на станување на пратениците, за жал овие 8 кои што имаа решено да гласат, како што видовте, останаа на своите места, што само покажува дека за жал, за една голема жал, што и да направеше ВМРО-ДПМНЕ дента во однос на присуство, неприсуство, половично, целосно и така натака, тие кои што беа присилени, велам присилени затоа што не верувам дека ниеден од овие 8 на добра волја гласаше, тие кои што беа присилени ќе останеа таму да го направат истото. За жал. Што мислите? Со што ги убедија? Дали им тоа беше лично убедување, уцена, одбегнување СЈО, затворска казна, пари? Што се вашите сознанија? Разговаравте ли со тие луѓе потоа? Па, ние знаете дека имавме на историјска седница на Централниот комитет пред точно една недела, минатиот понеделник. Таа седница е од затворен карактер, ќе кажам оноку колку што бев овластен од Централниот комитет, затоа што мојата изјава после Централниот комитет не ја дадов во лично име, туку ја дадов во името на Централниот комитет како највисок орган на партијата помеѓу два конгреси, кој што ме овласти да го кажам тоа што го кажав. Ние водевме на многу сериозна дискусија и дебата на Централниот комитет, каде што од бројни членови на Централниот комитет беа презентирани сознанија за тоа што се случувало. Секако, најголем дел од тие сознанија се устни, затоа што тоа што се прави, никој не го документира, гледам сега Заев и други излегуваат, дајте докази. Какви докази да им дајете? Никој не е луд сам себе да се снима или да, не знам, си стави камера, кога прави работа која што е спротивна на законот, така? Така што беа презентирани голем број сознанија од страна на членовите на Централниот комитет, кои што ја составија сликата што се правило тој ден. И сето тоа што се правило тој ден е надвор не од демократски капацитет, од едно нормално, човечко, пристојно однесување, не за врвни интелектуалци, туку еве и за луѓе кои што се на рап на законот. Тоа било катастрофа дентата. Таа седница е доста значајна и велите историска за ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна, оние, ајде да речам, најизгорени ваши следбеници ја сметаат за трагедија. Таму дојде до исклучување на видни личности од партијата. Мијалков, Тодоров и овие 8 пратеници кои гласаа. Зошто, каде беше конфликтот со Мијалков и како ќе искоментирате изјавата? Сега, повторно, пак сте вие виновни, пак сте антизападно настроени, анти-НАТО настроени, затоа што не сте сакале да гласате, а Мијалков излегува и вели ВМРО секогаш било прозападно. Демек, вие останувате антизападно ориентирани и повторно сте жигосени пред меѓународната, кај јавноста и така натаму. Па ја мислам, по-прозападно ориентирани од ВМРО-ДПМНЕ во држава нема, затоа што западно ориентиран не е вие да зборувате секој ден ко овој портпаролов од СДСМ кој што ни го пуштаат пред штаб секој ден, валјда му се допаѓа штабов, па има вака мерак да држи пресконференции пред штабот на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, вие вредностите не ги покажувате со зборови, ги покажувате со дела. Ако врв на таа цивилизација се културните достигнувања, ако врв на таа цивилизација е односот кон животот и начинот на живот, и вие тоа го практицирате, тоа значи дека ги споделувате тие вредности. Ако вие преку ден си крадете, лажете, уценувате и така натака, и вечерта излезете и кажете, знаете што, ја многу сум прозападно ориентиран, про-НАТО и про-Европска унија, тоа не значи вие дека сте таков. Така што во однос на вредностите се живеат, а не се зборуваат. И сега само мислам дека е последна која што може да зборува за вакви работи. Би сакал да ја заокружам, да не останат неодговорени прашањата. Она што повторно фокусот и натаму успеваат со една или друга тема, ја спомнавте зградата,
Зградата е под хипотека, ама таа хипотека ја држи истата банка како што и зградата на СДСМ. Тоа е неоспорен факт дека главен фраер од државата е Хари Костов, кој ги има хипотеки врз згради. Имаше и врз СДСМ и врз ВМРО-ДПМН. Ние како раководство решивме за многу теми, јас сме искрени. Во Република Македонија системот на кој што се организирани политичките партии не соодветствува на реалноста. Значи ние имаме, еве сега за прозападни вредности, ние имаме начин на финансирање на политички партии како на пример во Велика Британија или Франција, а менталитетот е различен. Зошто? Прво, прв демократија во овој цел источен регион се постави во 90-тите години. Претходно имаше една партија која што беше и живот и смрт за луѓето. Луѓето се уште партиите ги гледаат не како место каде што тие треба да допринесат и да дадат нешто, туку како место од кое што треба да добијат, односно затоа што ако во комунизмот беше една партија и се лојални на неа, сега се повеќе партија која поддржуваат таа партија и гласаат за таа партија треба на одреден начин да им врати. Нормално е политичките партии да се финансираат преку чланарина. Варираат политичките партии со членство, кога се на власт скока, кога се во опозиција паѓа, но нити СДСМ, нити ВМРО не паднале под 100-120 члена. 1 евро да е чланарина, 60 денари, едно еспресо, и секој да го плаќа редовно, ниедна политичка партија ништо друго не ја треба, за да може нормално да функционира. Но за жал тоа не се случува не само со нас, и со СДСМ. И сега ние се лажеме меѓу себе дека тој систем функционира, па транспарентност, отчетност и така натаму. Затоа ние како раководство решивме да ја отвориме темата и дадовме предлог до владата да се направи нов закон за финансирање на политички партии, кој што ќе констатира фактичката ситуација, а тоа е да се забранат донации од правни и од физички лица и политичките партии целосно да бидат финансирани од буџет. Некој ќе рече зошто да се трошат буџетски пари. Затоа што, да сме искрени, сега се трошат повеќе. Како? Имате XY човек или фирма, ја помага политичката партија. Кога политичката партија ќе дојде на власт, тој истиот очекува да му врати помножено со 10 или помножено со 15. Кога ќе видите како тоа се одлева од буџетот и кога ќе ја видите сумата која што се одлева, споредено со една нормална сума за финансирање на политички партии, ќе видите дека прво е многу повеќе, иако сите мижиме за тоа и не сакаме да го признаеме. Да, на прв поглед викаме, он има фабрика за сокови, да и он нека ве финансира. Која ќе дојде он да го добие тендерот, ама после стварно државата е повеќе у загуба. Незаслужено го добил. Затоа нашиот предлог беше да целосно се забранат донации и од правни и од физички лица. Тоа спречува донации и од странство, за да не може странски држави да се мешаат во домашниот политички систем. Нема да помине. Не помина, ќе стигнам до тоа. И паралелно да целосно се финансираат политичките партии од буџетот, но и да се зголемат казните после тоа трикратно за злоупотреба на буџетски средства. За јасно се направи разграничување за да никој утре функционер, министер и директор не рече јас го помогнав тој затоа што и помагаше на партијата. Да нема такво образложение. А тоа па и се злоупотребува, па станува после извор на една огромна корупција. И јас ги водев тие преговори со СДСМ и им кажав, целта на секоја власт е да ја уништи опозицијата. И мисли дека ќе уништи опозицијата со тоа што ќе ја затвори финансиски. Нити ВМРО успеало да го уништи СДСМ, затоа што СДСМ беше во опозиција, па дојде на власт, нити СДСМ ќе го уништи ВМРО. Затоа што промената на власт не доаѓа заради пари, доаѓа кога ќе му скисне на народот и кога не може да ве гледа веќе, заради глупостите кои што ги правите или заради неисполнетите ветувања. Стигнавме до некој компромис кој што е подобар од постојниот систем. А тоа е да сериозно се зголеми финансирањето на политичките партии, а сериозно се намалат ограничувањата за донации од правни и од физички лица, односно максималната сума се намали за 2,5 пати. А финансирањето кое што ќе го добиваат сега политичките партии од буџет е некаде 50% помало од она што ние мислевме дека е реално. Еве да кажам јавно, првиот пат кога ВМРО-ДПМН ќе дојде на власт и ќе има мнозинство во собранието, без разлика што тој закон ќе е во корист пред се на опозицијата, ќе го донесеме законот кој што го предлагавме, затоа што ако сакаме да имаме здрава држава, мора да е така, да не се лажеме ни себе, ни граѓаните.
Интересно. Што ќе правиме сега со пратеничката група која се одвои од вас? Дали тие најавија дека ќе работат независно? Ако е тоа независно, како независна пратеничка група, тоа може да подразбира некаква соработка и со вас. Или ќе бидат дел од СДСМ? Нека им ја со среќа. Со нас соработка нема да имаат сигурно. Еднаш кога ќе се затвори вратата, не се отвора, особено за ваква работа. После состанокот Тие си го одбраја патот, нека им ја со среќа. Мислам дека е многу нечесно и ние ќе ги искористиме сите правни механизми да користат името на ВМРО-ДПМН, затоа што нели се нарекуваат, како што прочитав во медиумите, независна пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Ќе гледаме се заштитиме и себе и партијата, затоа што не смеат да играат со брендот, а за се останато нека им ја со среќа. Кажете ми, знаете што, ја предлагам тогаш да направиме една кратка пауза, има уште многу, кои ќе бидат следните чекори и сакам уште нешто да чујам за таа вечер на состанокот, бидејќи бевте многу прецизни, не дозволивте никаква штета да си направите, доволно од оваа што е направена, но зборот катарза, малце повеќе да ми го објасните, зошто е катарза после тој историски состанок во Централниот комитет на ВМРО-ДПМН. Почитувани гледачи, кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелеров ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100.
Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓ Атанасовски продолжува да остварува средби со американски конгресмени за поддршка на Република Македонија за зачувување на уставното име Република Македонија. За време на викендот Атанасовски оствари средби со конгресменот од Републиканската партија од Западна Вирџинија, Александар Ксавиер Муни, како и со идниот конгресмен Мајкл Волц. Инаку Ѓорѓ Атанасовски, познат бизнисмен во Мајами, кој долги години живее во САД, голем македонец патриот влюбеник во неговата Македонија. На средбата со двајцата републиканци побара поддршка и нивно лобирање кај председателот на САД Доналд Трамп, зашто е можно побрзо Македонија да стане членка во НАТО алијансата под уставното име Република Македонија. Мојата мисија е да придонесам за развој на Република Македонија, затоа се трудам секојдневно да остварам се повеќе средби со американски конгресмени. Тие се запознаваат со случувањата во татковината. Исто така барам од нив да лобираат кај председателот Доналд Трамп да помогне за што поскоро членство на Република Македонија во НАТО алијансата, изјави председателот на Македонска алијанса Ѓорѓ Атанасовски. Атанасовски ги запозна двајцата републиканци со неговите политички амбиции во неговата родна Македонија, во која има голем удел кога станува збор за инвестирање на економски план. Истовремено побара поддршка или соработка за нови инвестиции во Република Македонија, објаснувајќи дека во неговата земја има големи можности за инвестирање. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Визијата на Ѓорѓ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја, издание на Ѓорѓ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација.
Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Почитувани гледачи, добро вечер уште еднаш. Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО ДПМН е гостин во емисијата. Разговаравме, за жал, она што е актуелно, а тоа е целиот фокус претежно негативен во ВМРО ДПМН, гласањето постреферендумски, но сега ќе идеме и за малце работи кои се па и полични и така натаму. Но, ми останавте должни да ми кажете, зошто таа вечер многумина од извршниот или централниот комитет, се извинувам, не знам точно како. Централен комитет. После таа издегоа само со еден збор, како коментар катарза. Зошто катарза? Зошто историски? Зошто тие промени кои се, или е тоа само еден добар пиар, ете, претрпевме голем удар, ама... Јас ја пренесам оноко колку што бев овластен. Ви благодарам. ВМРО ДПМН има еден силен механизам, изграден низ овие години на постоење, не само како формална политичка партија од основањето на партијата до денес, туку и низ оној претходен систем на функционирање, особено кога беше забрането во време на комунистичкиот режим, на едно натрешно прочистување и на препознавање на натрешните мани и грешки. Па така, например, ако ВМРО ДПМН може да ги поделиме периодите, имаше еден период од основањето некаде до 2004 година, па во 2004 година се случи она голема реформа во партијата, па тој период можеме да кажем дека траеше до минатиот понеделник, па сега почнува трет период. Тоа кај сега само не можете да го видите. Например, никој нема збор кажано за Бранко Цренковски, таму ја уништи државава, пола народ остана без работа заради него. Или еден тон транзицијски богаташи, кои што претходно беа министри, пратеници од СДСМ, кои што наеднаш така станаа многу способни, па си добија фабрики за без пари. Но да се вратам во нашиот двор. Ние се соочивме во петокот со тоа што се соочивме, беше болно и тешко за сите нас. Но успеавме само за еден викенд, практично само за 2 дена, да точно ги идентификуваме работите кои што се случиле. И да одржиме седница на Централниот комитет, која што не само што беше историска, туку беше на седница на Националниот комитет на едно ослободување. Се случи после подолг временски период на еден грч истегнатост во партијата, пред се заради голем напад кој што доаѓаше на партијата од сите страни, особено по почетокот на објавување на овие така наречени бомби, да членовите на Централниот комитет се ослободат и отворено зборуваат првично за грешките на ВМРО ДПМН. Затоа што не се лажеме, секоја политичка партија прави грешки. Прашањето е дали знае да ги препознае и откако ќе ги препознае, да ги реши и да ги отстрани истите грешки. Ние успеавме минатиот понеделник да го направиме тоа. Тој понеделник, 22 октомври, еден ден пред денот на ВМРО,
ќе биде навистина историски ден за ВМРО-ДПМН, затоа што успеа ВМРО-ДПМН тоа да го покаже. Заклучоците од Централниот комитет се јавно познати. Јас после седницата добив овластување да ги пренесам. Гледам дел од луѓето ги сватија лично, треба да разберат дека јас не се појавив таа вечер како Александар Николовски. Јас таа вечер се појавив како подпредседател на партијата, овластен од Централниот комитет, да во име на Централниот комитет ги соопштам одлуките кои што се донесле. Значи, тоа не се мои лични одлуки. Тоа не се мои лични ставови. Тоа се ставови на партијата, затоа што за партијата одлуки носи Централниот и Извршниот комитет. Централниот комитет е секако повисоко тело. Па така, например, една од 5 одлуки кои што се донесоа, која што сакав да споменам и во првиот дел на емисијата, беше тоа што ние покрај што ги исклучивме од членство 7 пратеници кои што гласаа за уставните измени, затоа што 8-миот пратеник не беше од нашата политичка партија, туку од коалиционен партнер, ние во понеделникот побаравме и да ги вратат мандатите, односно да се дадат оставки, затоа што нив народ не ги гласаше за гласаат за промена на уставот со цел промена на името на Македонија. Јасно во нашата програма пишува дека ВМРО-ДПМН никогаш нема да се согласи со промена на уставот со цел промена на името на Република Македонија. И затоа побаравме и бараме малце ако имаат морал и добрилест да се ги вратат мандатите. Па ако мисла дека се во право, нека излезат на следни избори, ева како независни, или нека си формираат политичка партија тие 7 пратеници, па да видиме дали народ ќе ги изгласа. Ако ги изгласа, нема проблем, не еднаш 5 пати нека гласаат за промена на устав. И Ама има одговор дали ќе ги вратат како што мандатите? гледате нема, што вака малце зборува А им го упативте тоа јавно или лично им го упативте како пратеничка група? Не знам какви се механизмите на тоа функционирање. Значи, тоа беше заклучок на Централниот комитет, кој што јас после тоа во името на Централниот комитет го објавивте јавно. Имајќи предвид дека тие луѓе веќе не се членови на ВМРО-ДПМН, затоа што се исклучени од партијата, единствениот механизам да тоа се пренесе е да тоа оди јавно на начин на кој што беше направен. На таа пресконференција вие изјавивте некои работи за кои ви се најави тужба. Преку провладината 1 ТВ, братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев, ви се закани поради тоа што на пресконференцијата ја честитавте новата криминална коалиција на Република Македонија Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мјалков. Вице во интервјуто за телевизијата вели дека Николовски има 3 дена да го докаже тоа што го кажал, во спротивно ќе претрпи последици. Па добро, јас дадов одговор на тоа, еве ќе дам. Да, повторно. има одговор ваш, каде што вие велите дека е непобитен факт дека Вице Заев е дел од структурите кои вршеа притисок, уцени и закани врз пратеници да гласаат за уставните промени. Да, тоа беше и од партијата одговор. После тоа и јас лично кажав дека не мислам дека мене ми одговара и дека ми е ниво да се занимавам со Вице Заев, не заради тоа што имам некое високо мислење за себе, туку затоа што прво јас сум политичар, тој е бизнесмен, можеме да дискутираме каков, а второ јас стојам позади тоа што партијата го кажала, а тоа што го кажав јас таа вечер, повторувам, не беше став на Александар Николовски како личност, беше став на ВМРО-ДПМН, односно од збор до збор тоа што јас го кажа вечерта се заклучоци на Централниот комитет. Но има една друга работа која што сакам да искоментирам. И Мјалков ви се закани дека ќе ве тужи. Ќе одговорам и на тоа, еве ексклузивно вечерва, затоа што вчера беше заканата, па немам одговорено во овие 2 дена, само да го искоментирам претходно за Заев. Има еден интересен феномен кој што најчесто им се случува на оние системи кои што поминуваат кон диктатура. А тоа е на неистомислениците. Добро. Да не им се спротиставите со збор. Таа вечер ВМРО-ДПМН донесе таков став. Може би е правилен, може би е погрешен. Во демократии, СДСМ или оние на кои што се однесува, излегуваат вечерта или утрената и велат. Ставот, доколку не се согласуваат, не се согласуваме, е погрешен затоа што? Тоа и тоа. И тоа е една нормална, цивилизирана дебата. Во ваква Македонија, каква што сака да ја види СДСМ, Заев, Четиринска, Димитров и компанија, на јавно изнесен став на политичка партија и мислење, стигнува закана за тужба во целосно контролирано судство, кое што се контролира од почеток до крај. Да го парафразирам Матов, кој што уште некаде таму во 20-тите години
рекол, ние треба да научиме малце повеќе, да имаме општественост помеѓу себе. А тоа значи, јас да го кажам својот став, и ти да го кажеш твојот став, а потоа да не се фатиме за револверите. Значи, ова го има кажано Матов во 20-тите години на минатиот век. Ние стигнавме во 20-тите години на овој век, после 100 години, да не можеме да стигнеме како општество на едно ниво од пред 100 години. А тоа е да има една нормална, цивилизирана размена на аргументи и дебати, туку да мора да стига закана од братот на првиот човек на државата, затоа што премиер е прв човек на државата, кон подпредседател на политичка партија. Па поголем пример за диктатура, односно за обид за диктатура, нема. А она што го забораваат е дека тие се избрани личности и дека нив мандатов им завршува и ќе дојдат некои други. Кралеви и кралевства тоа не го прават, камоли премиер и министри избрани на избори. За жал, тоа покажува на кое ниво им е вака демократската свест. Добро. Нема да навлегувам повеќе, ми интересираше само вашиот одговор. Јавноста ќе ја следи ситуацијата што ќе се случи. Интересно и поделеноста на медиумите и просто е неверојатно како СДСМ во овој момент апсолутно ги владее медиумите, сите медиуми, освен една телевизија, не ја зборам мојава, која знам дека независно работи, знам дека ја не сум под ничија капа, си имам газда кој си има своја агенда, историја и цивилизација и култура на Македонија. Она што е партиско влијание, СДСМ апсолутно го контролира и мислам дека овие пратеници и овие исклучени луѓе од ВМРО ДПМН ќе ви нанесат голема штета во иднина. Мислам дека нивната моќ и она што како структури ги создава, материјали што ги имаат, ќе се користат против вас во секој. Првото, ова што го имаме, дека вие како ВМРО ДПМН сте антизападно настроени, што многу брзо се заборави кога вие ги поддржавте протерувањето на руските дипломати од Македонија, кога останаа сите затечени, кога застанавте на страната на Британија и на НАТО. Па вие лично. Мислам дека тоа ќе има еден јалов обид, затоа што се обидуваат да направат кредибилитет од некредибилни луѓе. Значи, ако вие одите на избори и ветувате дека чашата ќе биде цело време црвена, а потоа одите и гласате дека е црна, сите знаат дека е црвена, тоаш вие имате кредибилитет не 0, минус 100. Значи, ако пратеници отишле на избори и добиле мандат затоа што нема да го променат уставот со цел промена на уставното име, а гласа за промена на уставот, нивниот кредибилитет е во тежок минус. Така што ако СДСМ има амбиции да од нив прави некакви звезди кои што ќе му се спротивстават на ВМРО ДПМН, одлично за ВМРО ДПМН, супер, нека продолжат да го прават тоа затоа што ќе имаме многу слаб противник. Каква е ситуацијата сега во партијата, не во врвот, рековте дека има само за медиумите една реченица, па ќе се вратам. Да ве дополнам. Полоша медиумска состојба сме немале. Зошто? Не заради тоа што нема проопозицијски многу медиуми, туку затоа што и оние кои што се на главните спонзори им ја забрането да спонзорираат, на тие кои што спонзорираат им се појавуваат УЈП, финансиска полиција и останати институции, а неколку портали блиски до опозицијата во моментов се предмет на прогон, односно на истражни процеси од страна на специјалното јавно обвинителство, што е дефиниција за диктатура. Кога власта преку механизмите кои што ги има обвинителството е директен механизам на власт, истражува работа на медиуми, тоа е диктатура. Сега можам за состојбата во партијата да прекинав за прашањето. Ме интересира дали веќе се растрчавте по терен. Каква е ситуацијата меѓу членството? Какви се реакциите после сева ова што се Ние случи? спремаме неколку... Горе во главата, еве, добив уверување и од вас дека сте унисони, дека сте конечно, како да кажам, конечно едно ослободување, како растеретување, како после погреб, која ќе дојдеш, бидна, ајде. Неколку работи спремаме. Прво, силна теренска активност која што ќе почне уште од следните денови. Второ, еве, уште една ексклузивна работа во вашата емисија, спремаме македонска платформа.
Што е тоа? Македонска платформа ќе значи еден нов вид на политичко обединување во Република Македонија, кои што нема да се стандардни оние и познати коалиции помеѓу една голема и 20 на посетни политички партии, која што ќе остане како форма која што има ВМРО ДПМН низ коалицијата за подобра Македонија, туку една форма на обединување со сите слободно мислечки индивидуи, формални групи во смисла на владини организации или здруженија на граѓани, неформални групи во смисла на збир на луѓе, ако сакате и групи на социјални медиуми кои што се создадоа во изминатиот период, кои што и мислат добро на Република Македонија, со кои што не мора целосно да се слагаме за се, но имаме неколку јасни и основни принципи и постулати, затоа што сметаме дека сега, за да се зачува Македонија, покрај една политичка битка е потребна една силна и широка општествена битка и оваа работа која што ја правиме, која што многу брзо ќе излезе во јавност, има работен наслов Македонска платформа. Малце има и символика, пошто се создава и други платформи. Ние сакаме да направиме Македонска платформа која што ќе обедини еден голем број на граѓани кои што им мислат добро на Република Македонија низ сите овие формални и неформални форми на здружување. Понатака, силно се обидуваме да гледаме кон иднината и да ги гледаме проблемите на граѓаните, па така денес сме апсолутно загрижени и ги поддржуваме кавадарчани во петицијата против изградбената пилница во Кавадарци, затоа што тешката индустрија дома, не благодарам, е нешто кое што ќе го уништи и Кавадарци и целата Тиквешија, затоа што сето на што го имаме како придобивка таму, во делот на земјоделието, во делот на одградувањето пред се на грозија и создавање на најубаво вино ќе се уништи заради интерес на еден олигарх на СДСМ, кој што, да ја информирам јавноста, го има си од свој капитал створено време на СДСМ, беше активен политичар од СДСМ, беше носител на листа од страна на СДСМ, тоа не сме да се дозволи и ќе го поддржиме тој активизам. Чекајте малце. Понатака. Се морам да бидам малце непријатен за ова подпрашање. Во мојата емисија, владини представници во ВМРО ДПМН, министри и од службите, доаѓаа кај мене во емисија на претходната телевизија и силно лобира за изградбата на Казандол, дека е тоа добро. Овде зборуваме за топилница, значи железара каква што имаме во Скопје, во нешто помал обем да се отвори во Кавадарци. Малце ни е Скопје загадено да дозагадиме и остатоков од државата. Знаете ја за што алудирам? Значи, сметате дека ова се различни работи што ги говорите? Апсолутно. Значи, вие зборувате за рудниците. Да. За рудниците народот си го кажа своето мислење и ние апсолутно го почитуваме. Имаше референдуми. Сега ја зборувам за изградба на топилница. Понатака. Добро. Во делот на економијата. Фала за појаснувањето. Во делот на економијата од денес Македонија најлоша земја во Европа по квалитет на живење. Значи, на овие владава им е полна устата со НАТО и ЕУ, го лажат народот дека кога ќе сме влезеле во НАТО магично ќе се подобрил животот, стигнаа да имаат најниска оценка, па вели Македонија има најниска оценка од 42,9, например Молдавија е пред нас со 44,5. Босна и Херцеговина е пред нас, Украина е пред нас, Албанија е пред нас. Да не зборувам за Норвешка, Холандија и Финска кои што се на врвот. Значи, најлоша земја за живење воопшто. Или Македонија на дното во Европа според извештајот на глобална конкурентност, а беше меѓу првите додека ВМРО ДПМН беше на власт, и вели Македонија се најде на дното во Европа според извештајот за глобална конкурентност на Светскиот економски форум. Земјава го зазема 84-то место, полошо од Македонија воопшто е рангирана само Молдавија од цела Европа. Се нотира лоша инфраструктура, слабо сме рангирани за поврзаност и квалитет, понатака железницата, делот на образованието и бизнисот и исто така се пожалиле за лошите состојби во овие области и така натака и така натака. Ова е реалноста која што и се случува на Македонија, да не одам со дополнителни примери, на која што ние планираме да се спротивставиме или, например, нас ни зборуваат за НАТО, а денеска се запали автобус кој што превезува војници, професионални војници од една до друга касарна, а војниците 20 се спасиле затоа што возеле на релација од касарна Илинден до
пробиштип, автобусот бил полн, избулнал пожар, затоа што Шеќеринска вака ја полна устата за НАТО, ама не гледа основни услови да им створи на војниците. И сега прашањето е како ние ќе се интегрираме во НАТО, ако не дај Боже, и сум среќен што не се случи, изгореа 50 војници во полн автобус денеска во Република Македонија. Значи, што ми е поентата? Многу зборуваат, ништо не работат. Ама од тоа многу зборување, ништо не работење, веќе се гледа. И ти има еден силен предизвик ВМРО ДПМН која ќе победи на следни избори да ги поправи овие состојби затоа што се многу. Можат 10 пати да го сменат името. Се додека не почнат да работат, нешто нема да се живее подобро. Полошо ќе се живее дури и од ова лошото кое што е во моментов. Дури да влеземе во ЕУ и НАТО. Апсолутно, не тема сум во право, но времето ќе покаже дека за жал сум во право, а тоа е дека животот ќе оди надолу. Постојнава влада е неспособна да го потроши буџетот кој што сама го собира. За 9 месеци имаше бедни 23% реализација на капитални инвестиции. Па сите што не гледаат нека се завртат околу себе и нека размислат дали во овие 2 години една работа е направена во нивното мало, во нивното село или во нивниот град. Па после тоа да дискутираме. Така што, за жал, таа е состојбата во која што ја носи СДСМ Македонија. Сакаат да дискутираат само за политички теми, ги бива само за притисоци, за закани и за уцени, но и за тоа имаме решение. Видовте, денес поднесовме закон за амнестија. Ве молам за законот за амнестија малку. Но, таман ќе се надоврзе на ова. Но СДСМ сега се занимава исклучиво внесување, значи решавање на конфликтот на Македонија со Грција, за можноста се во ова што го говорите да се надмине со тоа што која ќе влеземе во НАТО. Значи да ги отклониме сите пречки, поточно затоа и договорот од Грција, затоа и договорот колку и да е вулгарен со Бугарија, за да немаме пречки да влеземе во НАТО, за да можеме сите овие работи да се отстранат. Значи, по нивната логика, тие земат магично стапче и Кочан Ѓушев до јануар в година нема работи ништо, ама од февруар тие се трансформира во еден супермен кој што ќе поправа економијата. Овај Данска за финансии, како му беше името, веќе не го знаеме името, што го нема министерот за финансии, наеднаш ќе стане многу ефикасен во реализацијата на буџетот. За транспорт и врски министерот или директорот на Агенција за патишта, наеднаш ќе почнат 5 автопати да градат во Македонија, а министерот за здравство нема да објавува тендери на 37 милиони евра, туку ќе ги поправи состојбите во болниците. Или, например, ќе станат наеднаш толку спремни и мојтни што нема да има криминал и корупција во владините ресори, а овај кој што мене ми се заканува дека ќе ме тужи за клевета Вице Заев, наеднаш ќе се повлечи, ќе се откаже од сите бизниси, затоа што во нормална држава е неетички брат ви да ви е бизнисмен, да ви е премиер, а вие да сте најголем бизнисмен во државата. Очекуваме тоа од јануари да се случи? Ја мислам дека нема да се случи. Многу непрофесионално се однесува спрема најталентираниот политичар во Македонија, булјаш у телефонот додека Александар објасни и така натаму, да не те учам, не е моја област новинарство и водење ТВ емисии, нема да ти дое следниот пат. Ке вас секојаш со задоволство. Добро, фала. Неговата интелигенција не е воопшто за подценување, немој да видиш Кока-кола водител, се надевам гледаш позитивно на оваа критика. Спрема капацитетот, твој супер ми е забавно. Ги следиме социјалните мрежи, сепак е ова јади бурек, затоа што не дека ги одбегнуваме траорните и тешките теми, туку сметам дека до народ ќе допреш, иако малце на еден неформален начин им се обратиме на граѓаните, малку да ги искористиме и социјалните мрежи, малку и со керефека, затоа што траорноста во која живее македонскиот народ. Не знам, господин Николовски, дали знаете колку е зголемена потрошувачката последниве 5 години на таблети за смирување? Тоа е ова податок со кој ниедна партија нема ни време да се занимавате и не е ваш. Значи, луѓето се под стрес, луѓето се под траума, луѓето се под нервоза. Што сега ќе направиме? Многу од СДСМ тврдат дека не е страшно што ќе го промениме името, што ќе го промениме идентитетот. Ние како луѓе ќе обстанеме, ние ќе продолжиме да живееме. Се случувало и ни менувале идентитети, сме биле во друг систем. Па сепак, македонскиот народ обстанал и во потешки ситуации. Но дека ова е приоритет НАТО и ништо друго по секоја цена, по било која цена.
што ја ве разбирам. Има еден експеримент, ама многу е скап. Скап е затоа што времето на еден човек не може никој да му го врати. А тоа е, еве, да ги оставиме, да тераат понивно, да го сменат името на држава и да станат членки на НАТО, и после да им оставиме уште 6 месеци за магичново стапче да почне да работи, па да ги споредиме работите. По-катастрофата е од сега, ама ќе им потроши на македонските граѓани уште најмалце 2 години. И затоа ние велиме предвремени избори веднаш заедно со претседателските избори, за да ова зло замине од Македонија. Затоа што овие луѓе толку знаат и толку можат, толку ги бива. И нема да се променат. Предвремени или редовни избори? Предвремени заедно со претседателските избори. Предвремени заедно со претседателските. Да. Според она што го имам од извори на СДСМ, вие како ВМРО ДПМН не можете да се надевате ни на пржинска влада, 100 дена оставка на премиерот. Тоа е закон. Нема што да се надеваме или не. Да, ма нема да го добиете. Добро, ќе победиме и така. Ниједна власт и ниједен режим или диктатура не може против народ. Што можете да направите сега со законот за амнестија? Еве го носам пред мене ексклузивно во вашата емисија, повторно. Мерси боку. Законот е пред мене. Сакам да го презентирам пред македонските граѓани и пред гледачите. Што е целта на законот? Факт е дека целиот случај со 27 април е политички конструиран. И ако некој... Може само насловот да го имам во рака? Да, појдете. И ако некој имаше дилеми до гласањето во собранието зошто се конструира 27 април, сега е многу јасно. И јас да бидам искрен, може би дел од гледачите нема ме сватат правилно, делумно и имам разбирање за луѓето кои што беа обвинети во 27 април и кои што подклекнаа на заканите и на уцените. Ете, не е многу пријатно да сте година дена во притвор, ефективен или домашен, и да ви се закануваат дека ќе останете во затвор 13, 15 или 17 години, а не сте направиле ништо. Значи, да сте нешто направиле, може би полесно се понесува, ама ништо да не сте направиле. И само затоа што сте избран пратеник во собранието и потребни сте некому за бројка, да некој ве притиска и ви се заканува дека ќе лежите 13, 15 или 17 години, е катастрофа. И затоа, Заев самиот излезе и кажа дека е спремен на помирување. Ако е спремен на помирување, најдобар начин да се помириме е самиот тој прв да прости. Ја ова прв го кажав уште некаде во март месец, кога реков. Ама простување реков... Ќе стигнеме до тоа. Простување не е амнестија. Е, па тука во личноста ќе покажам, само ќе стигнеме до тоа. Јас тоа шеков. Јас можам да разберам двајца комшии да се скараат и да не зборуваат до крајот на животот. Можам дури и двајца браќа да разберам се случува во семејство. Но премиер на држава, кој што е највисок, да живее и да работи секој ден за одмазда, затоа што влегла толпа народ во собранието и не се согласувала со начинот на кој што бира претседател на собрание, да станува и да легнува со таа одмазда, тоа говори колку мал човек е. Тој мора да се издигне над ситуацијата, да им прости на луѓето и да понуди закон за амнестија. Затоа што не го направи тоа Заев, го правиме ние. Законот е многу едноставен. Големи работи се прават едноставно. Можам и дури цел да го прочитам. Вели член 1. Со овој закон се ослободуваат од кривично гонење, се запираат поведените кривични постапки и целосно се ослободуваат од издржување на казната затвор во натамошниот текст амнестија лицата осомничени и обвинети во судските постапки кои се водат пред судовите на територија на Република Македонија во врска со настаните во собранието на Република Македонија од 27 април 2017 година, за кои постои основано сомнение дека до денот на влегување во сила на овој закон сториле кривични дела согласно тој член од Уставот и така натака и така натака. Лицата осудени со правосилна пресуда на казна затвор за кривични дела пропишани со кривичниот законник и или други закони кои на денот на влегување во сила на овој закон започнале со издржување на казната затвор во казнено-поправните установи на Република Македонија во врска со настаните од собранието на Република Македонија од 27 април 2017 година. 2. Се определува бришење на осудата и се укинува правната последица на осудата заклучно со денот на влегување во сила на овој закон. Вториот став од член 1 е многу битен, затоа што ние сметаме дека тие луѓе кои што се сега под прогон се невини. За да не им стои дека биле виновни, ама некој им дал милост, затоа предлагаме да се брише осудата и да се укине правната последица.
И понатака продолжуваме со образложение како ова би се реализирало. Ако можеше во Република Македонија да се донесе закон за амнестија, со кој што ноторни криминалци од типот на Бајруш Седију беа пуштени од затвор, апсолутно може да се донесе еден ваков закон со кој што луѓе невини гнијат по притвори и одат секој ден на суд и да бидат ослободени. Ако Заев толку верува во помирувањето што го спомена, треба да не поддржат. Ако не го направи ова во собранието, како што најавуваат, тогаш се покажува дека тој само тргува со правото и правдината и дека него правото и правдината му требаат само и исклучиво за трговија. И уште нешто да кажам. Поминал, не поминал сега законов. Ако теоретски не помине, првиот ден кога ВМРО-ДПМН ќе дојде на власт и ќе има мнозинство во собранието, прва седница, прва точка ќе е изгласувањето на овој закон, затоа што нечесно е луѓето кои што не се виновни со сила да бидат направени виновни, затоа што некому треба тоа политички. Ај вака, ја како го размислам, како обичен гледач, не како водител, јас сум непрофесионален како водител, па како ми доаѓа спонтано, еве, како на Facebook да следам и сега викам, окей. Она што е во пиарот феноменално што го изработи СДСМ и морам уште еднаш, го кажав 3 пати во емисија, дури ми е вулгарно што го повторувам, феноменално работат. Вие ги кудите дека работат лошо на терен, може би сте во право, може би не, тоа е ваша констатација, но јас ќе кажам дека медиумски пиарот им е феномена. Сите своји проблеми ги покриваат. Фокусот, како почнавме? Збориме за ВМРО-ДПМН, збориме за 8-те пратеници, збориме дека сте вие предавниците, збориме за зградата Шампита, збориме дека сте вие криминалци, Груевски бил исклучен, овој бил исклучен, оној и така натаму и така натаму. Еве, Груевски е осуден и треба да се пријави на издржување на казната. Според она, како го удираат врз вас, се добива впечаток дека покорисно би било за ВМРО-ДПМН Груевски да биде исклучен, за да ја нема више таа негативна енергија одошто самиот Мијалков. Бидејќи гледаме Мијалков како мазно поминува низ медиумите. Тоа е феноменално. И кај ваши противници до вчерашни сојузници новинари, Мијалков тече мазно. На до вчерашни опозицијски телевизии, Мијалков е, како да ви кажам, као мајка Тереза поминува он секаде во медиумите. Дали е тоа неговата моќ, дали е структурата, дали се парите или што е, не знам, не можам да навлезам. Но знам дека нема поголема радост која ќе се донесе пресуда, кога се очекува денот он да се пријави у Идризово, за Мијалков такво нешто нема. Па добро, имаше заклучок на Централниот комитет кој што јас го соопштив дека постои коалиција во Македонија и овие медиуми кои што ги споменувате се провладини. Сега провладените медиуми ги поддржуваат коалициите на власта, а не ги поддржуваат коалициите на опозицијата, затоа што постои ваква коалиција, очигледно е дека провладените медиуми ги ја поддржуваат оваа коалиција и нека им ја со среќа. По однос на почесниот председател на партијата, мислам дека нема друг збор освен срамота ова што го прави власта и Заев. Јас сум свесен дека Заев сонува да стигне барем до 10% од успешноста и реализацијата на проекти кои што ги имаше Никола Груевски. Во делот на економијата и во делот на она што го направи за економијата на државата. Ама затоа што не може да го направи тоа знаете како е, како на надпревар, фудбал, например, имате одличен центарфор на другата страна и вие се не можете да дадете гол како него и одите му ја кршите ногата. Тоа Заев го прави во моментов. Заев не може. Во англискиот фудбал сме го гледале и тоа. Не, ама се добива црвен картон. И Заев ќе добија црвен картон од народот за ова што го прави. Значи, Заев не можејќи ни 10% да стигне, туку напротив во минус оди економски, се обидува да му натовари работи кои што се смешни. Да поранешен премиер на држава одговара затоа што се возел во службено блиндирано возило е бурлеска која што ја нема никаде на друго место освен во Македонија. Понатака, истиот да добие затворска казна, а да добие и министерот за внатрешни затоа што ја набавило тоа возило и помошникот министер, па дури и да има такво изживување какво што има врз нив, кое што ми е и непријатно дури да го дискутирам, не зборува за ништо друго, освен за зависта која што има оваа власт
и неможноста да се мери со проекти и неможноста да се мери со дела. И гледайте сега што прават. Ги форсираат и основниот и апелациониот суд со силни притисоци да донесат пресуди кои што самите се свесни дека не држат. Прво, во делото за кое што овие тројца одговараат, има и апсолутна и релативна застареност. Тоа значи дека судовите воопшто не треба да разгледуваат, тоа му е јасно на студент од прва година. Да, ма така И беше и за Бучковски, за деловите. Он не имаше некоја, а па се влечеше 10 години. Немаше таму застареност, но би коментирал за ова што ме прашавте. Понатака, човечко право, еве некој највиновен да е да му ги дозволите сите правни лекови, Тоа да може да ја докаже својата невиност. Така. Почесниот претседател на партијата има право на жалба до Врховниот суд. Но како што гледате, тоа право му гоускратува на начин што бараат веднаш да оди во затвор, па што одлучи Врховниот суд, што е индиректен притисок и Врховниот суд, затоа што кога некој веќе ти оди да ја извршува казната, особено на така висока позиција бил, а е противник на актуелната власт, се прави сериозен притисок и врз Врховниот суд. Да гласавте за уставните промени, ништо од ова немаше да се случува. Па, веројатно... А најверојатно и вас во очекуваат сега добри судски тужби, пресуди и така натаму притисокот. Па, лично како? Врз мене не знам што А еве и врз Мицковски, земал тендери и така натаму сега. Па со оваа власт е очекувано, иначе вака не знам што би можело и како би можело, не би коментирал, ама тоа ќе се им падне на стендни избори, се знае ова како се решава. Само да одговорам овдека. Повикувам на малце свест и разум, затоа што треба да се свесни дека тоа што го прават сега утре ќе им се врати. Дека злото зло раѓа. И дека едно прекршување на правила и процедури се враќа со друго прекршување на правила и процедури и тука ќе застане. Како е вашата меѓународна поддршка? Вела дека сега сте прилично изолирани затоа што не гласавте за уставните промени и дека меѓународната некои политичари видни кои дојдоа овде одбија да се сретнат со вас како представник од Соединетите Американски држави и така натаму. Па каква е меѓународната поддршка на ВМРО-ДПМН, ќе видите веќе следната недела. Најавувам едно патување на врвот на партијата. За останатото, кога ќе дојде време, па ќе видите колку и како е ВМРО-ДПМН изолирано. Иначе, околу изолацијата, например, медиумите во Македонија, дури една државна агенција, говореа дека ВМРО-ДПМН била изолирана. И од толкава изолација, мене ме седнаја до претседателот на Европската народна партија во Европскиот парламент, кој што доколку ИПП победи на следните избори, ќе е претседател на Европската комисија, односно ќе е на местото на Жан-Клод Јункер, или до претседателот на самата Европска народна партија среде Брисел. Ако така изгледа изолацијата, јас не знам како изгледа неизолацијата. Кажете ми, ги спомнавте предвремените избори, вакви или такви, заедно со претседателските избори. Тоа значи дека некаде во март, април може да го очекуваме тоа? Јас се не надевам. знам како е календарот. Се надевам. Точно. Мислам дека кога ќе донесете одлука, кој ќе биде предлог? Дали Мицковски останува на челото на ВМРО-ДПМН, дали сте унисони тука, или ќе имате... Па тоа беше првата одлука на Централниот комитет. Некако заради атрактивноста на другите одлуки, не знам колку медиумите посветија внимание. Имено, пред почетокот на Централниот комитет, од луѓе кои што не им мислат добро на ВМРО-ДПМН и од организирани групи, имаше различни спинови по однос на одржување на вонреден конгрес на партијата. На Централниот комитет, самиот претседател на партијата побара Централниот комитет да одлучи за одржување на вонреден конгрес како би можело да се преиспита неговата работа. Подавањето на ваквиот предлог ја напушти седницата на Централниот комитет со цел да не влијае со своето присуство врз одлуката на членовите на Централниот комитет. Имаше дебата и Централниот комитет едногласно го отфрли предлогот за одржување на вонреден конгрес и го потврди мандатот на партијата, на претседателот на партијата 4-годишен мандат кој што го има и кој што му е во тек. Така што и после тој ден, како што гледате, завршија сите дискусии за вонреден конгрес, затоа што овие кои што се надеваа видоа дека се само во ситуација да на гладна кокошка прососонува и останаа во една таква фаза. Така што вонреден конгрес на партијата нема да има, не заради тоа што јас или Мицковски сакаме или не сакаме, туку затоа што Централниот комитет на партијата донесе таква одлука.
Кој ќе За би- председателски кандидат. За председателски. Имајќи преди дека бевме фокусирани на овој дел до сега околу референдумот и сето на што следеше, многу не сме размислувале, говорам искрено, сега почнуваме првични размислувања. Мислам дека некаде за месец и пол до два може да се очекува да истрчаме со им. Веќе гледам како се подместуваат некои луѓе во Пред секој позитивна избори е смисла. исто, Во да. позитивна смисла не би именувал, тоа би било интересно што гледам дека еден женски лик близок до врвот на ВМРО ДПМН е прилично активен и на социјалните мрежи и во медиуми со многу патриотски изјави. А и на времето еднаш во гостување кај мене рече дека е спремна да биде председател на државата, така што ми фрла со мнежи. Има во Но, МДПМН дали процедура? постои знам дека има процедура. Сега збориме малце олабавено, Да. издиши малце Александар, те Хајде, молам. може. Сакам дали да објаснам чисто заради гледачите на поглед. не мора веќе толку круто да идеме строго за партијата, бидејќи сега се одјавуваме, де факто. Можеме и малце онака комотно. Нема да те фаќаме за збор. Нема проблем. Има ли шанса Груевски да се кандидира? Секој има шанса. Морам сега пак да објаснам процедурата за да добие контекст работата. ВМРО ДПМН е единствена политичка партија во Македонија која што бира председателски кандидат на конвенција. И тоа е така од првиот председателски кандидат Љубиша Ѓорѓиевски во 90-тите години, завршувајќи со Ѓорѓе Иванов. Конвенција. Тоа е 1500 до 1600 делегати директно избрани од членството. Има јасна процедура како се бираат кандидат за председател на гласање на кутии како на избори. По демократска работа, здрави. Ќе го направите пак тоа? Да. А кој ќе ги предложи имињата? Членството, овие 1500-1600 делегати ги предлагаат. А тргнуваат, например, одредени членови во кампања? Да, им се дава, значи како оди процедурата? Се определуваат делегатите, после тоа има временски рок во кој што може да се пријават кандидати Кој ќе определуваат? Вие како ЦК? Не, членството кажам. Значи членството директно, непосредно гласа за делегати во конвенцијата. Општинските комитети. И обичните членови, значи го спуштаме на Добро. обичен член на партијата, Добро. значи нема тука формализирање. И сега, на пример, има 10 делегати од Охрид. Цело членство бира кои 10 делегати ќе бидат избрани. Тие се дел од овие 1500-1600. Понатака, се кандидираат кандидати за председател кои што треба да соберат определен број на потписи од овие 1500-1600 делегати. Значи не може со еден потпис да се кандидирате за да имате некаква релевантност. Откако ќе се утврди бројот на кандидати, тие добиваат временски период Кандидатите да се произнесат. да трнат по членството и по делегатите да ја презентираат својата програма. А некој може и да рече не сакам, фала. Така? Точно. Така, И после добро. тоа, на завршна конвенција, финално ги презентираат програмите и се гласа на кутии. Кој добија најмногу гласови на кутија, тој е избран. Отприлика тоа се еден или двајца кандидати? Минатиот пат 4 имаш. 4 имаш. Да. Добро, ја ви благодарам многу за гостувањето во емисијата и ви благодарам за деталните експликации околу актуелните ситуации. Мислам Благодарам на дека поканата. во овој долг период ви дадов доволно простор да се искажете, а новинарите обично се научени, сакаат малку кратки емисии, дебатни, 2-3 реченици за да може да Кај вас се е извадат. секојаш пријатно и јас секојаш повеќе сакам да дебатирам отколку ја да се гледаме по судови за тужби за клевета. Мене ми е само жал затоа што истиот третман го има секој овде во емисија, не затоа што сте вие од ВМРО ДПМН, но ми е жал во тие услови на таа медиумска наклонетост, ки идам само на провладина или на таа. И натаму останувам отворен. Велам, морам да го пофалам, без оглед што се разликуваме. Господинот Геровски имаше храброст и да дојде овде, да се спротистави, да си ги каже јасно своите ставови. Така да ги Јас препорачувам охрабрувам на и сите другите. да дојдат, навистина е пријатно овдека и навистина Благодарам. се добива шанса да се кажат своите мислења и гледишта. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Емисијата можевте да ја следите во лайв стрим и на YouTube и на Facebook на сите линкови. Ви благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.